Здраво, добро да се уште едно видео, каде што ова видео ќе видиме како всушност успеале да сватат дека ДНА која се наоѓа во Б клетките, која е одговорна за правење на антитела, е добиена по пат на рекомбинирање. Сега, како што зборевме во претходното видео, знаеме дека имаме антитела, така и дека тие антитела се прилично комплексни протеински структури кои имаат тежок синџир и имаат лесен синџир. Така, сега, самите антитела имаат константен регион, овој тука, кој е релативно сличен кај антителата и вариабилен регион кој е различен за секој антитело. Сега, во тоа време кога прв пат ги откривале антителата, сватиле дека добро се протеини, но во тоа време преовладувала идејата дека еден ген кодира еден протеин, а ова изгледало како еден протеин. Така што се мислело дека ако сега е ДНА која цртам, дека има некаде си некој дел од ДНА, да речеме од тука до тука, каде што секвенцата од АТ, така, ГЦ и така натаму, кодира, така прави месенџер RNA транскрипт, каде што тој месенџер RNA транскрипт, понатаму ќе премине преку транслација и поентата е ќе направи антитело. И се мислело дека ова е тоа што се случи, односно дека еден ген прави еден протеин, без разлика на комплексност на самиот протеин. Сега, со овој начин на мислење има многу проблеми. Сега, првата теорија за да го објасни се ова била теоријата на зародишна линија, односно germline theory, односно дека генетскиот материјал за да се направат сите овие антитела веќе е внатре во клетките, така, веќе клетките знаеме дека има 23 пара на хромозоми, така хромозомите ќе брежам како X-чиња, иако не мора да бидат како X-чиња. Значи имаме 23 пара на хромозоми, каде што тогаш сметале дека, например, барем 90% од таа ДНА, или која се наоѓа во 23 пара на хромозоми, 90% е закодирана, кодира за овие антитела. Така мислеле дека барем 90% кодира за овие антитела и си рекле тоа има смисла. Имунолошкиот систем е многу важен за опстојување, затоа има смисла најголем дел од ДНА да кодира за разновидните антитела. Но после некое време сватиле дека оваа теорија всушност не може да биде, бидејќи сватиле дека постојат околу 10 на 7 различни видови на антитела, што е многу голем број. Ако земеш например едно антитело и да речеме дека има, не знам, 3000 аминокиселини и тој број го помножиш по 3, односно добиваш 9000, значи треба да имаш 9000 базни пара за едно антитело. Имаш ти 10 на 7 антитела и искача дека треба да имаш многу базни пара. А ние немаме ни толку ДНА. Така, значи ние воопшто не имаме ДНА за да би можело да правиме толку голем број на антитела. Така што оваа теорија, односно germline theory, која буква е утнав тука? Не фали theory, не може да биде вистинска. Така. Понатаму предложиле теорија дека само мал дел од ДНА, да речеме, не знам, лупам, само 10% од ДНА кодира за антителата, но дека постојано во овие региони, 10%, постојано имаме мутации и некои си рекомбинации. Но тие не биле рекомбинации за ќе збориме понатаму, но сметале дека, да речеме, 10% од ДНА е само за антитела и дека имаме мутации и рекомбинации, така добиваме различни антитела. Но и оваа теорија имала релативно големи проблеми, не толку големи колку минатата, но имала проблеми. Едноставно, проблемот бил што не сме имале рекомбинации и мутации во константниот регион, така нели имавме константен регион, имавме вариабилен регион. Така, константниот регион си останал константен кај сите антитела. Добро, има нормално да имаме различни видови на тешки синџири, нели имавме ми, имавме гама, делта и така натаму, но релативно останал константен. Така, значи немало промени. Ако имавме рекомбинации и мутации, како тие рекомбинации и мутации ќе ги таргетираат само вариабилните? Значи не може баш да е вака. Нормално овдека уште сметаме дека целиот е направен од еден ген. Така, дека целиот е направен од еден ген, бидејќи кај нас имаме мутации и рекомбинации, ама тоа е бидејќи овие се на одделни гени. Така што дозволени се овдека мутации, овдека не се дозволени. Така што не е тоа некој си проблем. Но во тоа време сметале дека целиот е направен од еден ген
така што рекомбинациите и мутациите не би можеле, зашто како може само тука да се случуваат мутации, а тука да не се случуваат мутации? Тоа им било многу конфузно, не може да сватат што се случува. И ова било теоријата на соматска варијација, значи вака. Значи ова е подобра теорија, но едноставно не може да работи под предпоставката дека целото е направено од еден ген. Во кое во тоа време се мислело, еден ген, еден протеин. Друг проблем што настанал е што понатаму се утврдило дека, например, еден исти варијабилен регион, кој ќе брежам со В, сино, може да се наоѓа на различни тешки синџири. Така, например, можеш да имаш зелен тежок синџир, така, ќе направиме лесниот, нема врска, и да го имаш синиов варијабилен дел, и можеш да имаш виолетов синџир, и пак да го имаш истиот син виолетов дел. Така, како може да се појави истиот варијабилен дел, ама на различни видови тешки синџири, така ова имуноглобулин М, ова имуноглобулин Г и така натаму. Ама варијабилниот дел останувал ист, ама само се менувал тешкиот синџир. Како е ова пак повторно можно? Сега, од се ова нормално е, не може да го решат проблемот, но мора да постават нови предпоставки, кои некои биле доста револуционерни. Едноставно што рекле? Рекле дека, дека кој што си имаме ДНА распределен из различни хромозоми, хромозомите ќе цртам само како 2C верзија, имаме еден хромозом, друг хромозом, така е прв пар на хромозоми, ова е втор пар на хромозоми, ќе го држам со друга боја. Така, трет пар на хромозоми и така натаму, каде што нормално, да не правам многу подсетување на генетика, едниот е од пар, едните се од мајката, другите се од таткото. Така и овака идат, ова иде до 23. Сега, ставиле предпоставка некои научници дека лесната верига, например, се прави на, не мора да значи различни хромозоми, може на еден ист хромозом, но поентата е ако го извадиме овој вака хромозом, ќе го извадиме на страна. Рекле дека лесната верига, например, се прави во одреден дел од хромозомот, во одреден дел ДНА, дека тешката верига се прави во друг дел. Така, и освен тоа, дека варијабилниот дел се прави во еден дел, константниот во друг. С, исто и за ов дека. Така, значи имаме С, имаме варијабилен. Односно, дека повеќе гени прават еден полипептид. Така, значи имаме дека повеќе гени, имаме еден ген, 2 гена, 3 гена, 4 гена, ајде ќе речеме, каде што сите 4 гена се потребни за правење на еден полипептид. Мислам, крајниот резултат е еден полипептид, едно антитело. Еден сложен протеин или со кватернерна структура. И ова за тоа време било доста револуционерно оваа предпоставка, бидејќи со Вотсон Криковиот модел се сметало еден ген, еден протеин, така ќе си тераме, тоа е се окей, но очигледно дека во имунологијата нашлеа проблеми и ја предложиле оваа идеја, која што долго време требала дур се установи, така дур се прифати како точна, бидејќи едноставно немале методологија за се ова да го тестираат. Они може ќе го остават овако на хартија дека работи, ама мора да имаш експеримент, мора да имаш доказ дека ова е така. Едноставно немале опрема и немале услови како тоа го направи. Со развивање на опремата и условите и со идеите како може ова да се тестира, дошле до докази каде што всушност го потврдиле и го усовршиле, се надоградиле на ова. И што направиле со тек на време за да докажат дека ова стварно е вака? Едноставно земале ДНА. Така, и сега земале ДНА, ДНА од недиференцирана клетка, значи незрела имуна клетка, така ќе ја речеме. Незрела Б клетка, така. И земале иста ДНА, само што од зрела. Така, зрела Б клетка. Која, значи оваа Б клетка прави антитела, така оваа не прави антитела. Значи уште не е зрела. Сега, исто така, спрема пресметки, значи, сега не идеме толку кога го направи експериментот, зашто е малце покомплицирано, но земал антитело, така, земал антитело, и спрема секвенцата, така, например, он ги земал да ги работи пример лайт веригите, не е битно, и спрема секвенцата ти можеш спрема математичка рекомбинација назад да се вратиш до кој би бил кодот кој би го направил тоа и да направиш месенџер RNA.
Значи можеш да работиш така наназачки да направиш месенџер RNA. Сега, оваа месенџер RNA ја бележал со радиоактивни супстанции, односно радиоозначена проба на месенџер RNA, која ќе се врзе оддава како светлина која може да се детектира со одредени апарати. Но, главното е ја бележал така, и оваа содржи комплементарни делови и за вариабилен регион, така и за константен регион. Сега, со рестрикцијски ендонуклеази, значи ова не е потребно да го спомнам, ајде, ја расекол на различни парчиња, така на мали парчиња, значи, како мислите, сето ова ДНА ја расекол на мали парчиња и оваа истото ја расекол на парченца, значи поради рестрикцијска ендонуклеаза, што е всушност ензим кој сече на одредени места. И поентата е ова после го пуштил на електрофоретски гел и всушност сите овие ги распределил спрема тежина. Тоа не е сега толку битно, но главното е дека кога оваа месенџер RNA ја ставил во овој декасет и во овој декасет добил интересни резултати. Односно, кај незрелата ДНА радиоактивната проба се врзала на две места. Се врзала, пример, овдека и се врзала овдека. Така, додека кај зрелата ДНА, кај зрела беклетка ДНА, се врзал само на едно место. Сега, ова што ни кажува? Ова ни кажува дека С или пак В и С или пак В регионот се раздалечени една од друга во однос на кај незрелата, додека кај зрелата С со В се споени на едно место. Или пак се приближно близу, така, го значи на две места, ама тие со таа тогашна технологија не може да ја раздалечат, дека се малце подалеку еден од друг, поентата биле на едно исто место. Сега дека имаме слика кај што го прикажува сличниот експеримент, само што всушност ја го упростив, но поентата е не направил проба само за С и В, значи да го направили проба која е само за С. Така. И поентата е кој ќе се врзат овие фрагменти, он ги пушти на електрофореза и после се гледа спрема тежина се распределуваат, но не бе сега толку битно. Едноставно гледаме дека кај germline, кај таа незрелата ДНА од беклетката, дека имаме пробата која се врзува за С, константен регион, била некоја си во оваква големина, така токава било парчето од ДНА, додека пробата која се врзува и со константниот регион и со вариабилниот се врзала на два фрагмента. Значи се врзала на овој фрагмент и се врзала на овој фрагмент. Овој фрагмент всушност се врзала константниот дел од оваа проба. Така, значи овој фрагмент, ќе направиме. Жолтиот фрагмент се врзал и кај константниот дел, да речеме дека е константниот дел, вариабилниот, се врзал и таму, додека оваа константната проба се врзала само овдека. Така. И тоа го добиваме. Значи ова со зелено што ви го бележав, ова е тоа со жолто. Таа со константен и вариабилен се врзала на две места, додека оваа само со константен се врзала на едно. Така. Добро, а кај зрелата се врзале на две места кои се на исто место. И поради тоа значи дека мора да се рекомбинирани и да се приспоени еден до друг. Значи овој тука дел бил избришан и тие биле рекомбинирани. И ова е основата на понатамошни многу подетални анализи кои ќе ги разгледам, мислам нема да ги разгледаме, едноставно ќе видиме кој е резултатот на се тоа и како всушност е наместена ДНА. Така како се организира генските сегменти кои ги прават антителата. И ова исто така побила уште една теорија дека сите клетки имаат исти генски материјал. Значи со ова се докажува дека не сите клетки имаат исти генски материјал, дека стварно доаѓа до рекомбинации и дека Б клетките сите имаат различен генски материјал. Само дека го разбравте последниот експеримент. Значи, оваа зелена проба, така која се врзала само за константен дел, се врзала само за константниот, додека оваа со жолто, која се врзала и за константен и за вариабилен, се врзала и за константниот и за вариабилниот. Така и затоа добивме ова, едно тука и две овдека, каде што овие се наоѓаат на иста висина, така овие двете се С. Така ова е В, додека овдека и С и В се наоѓаат на истото место, односно С се наоѓа до В.
Добро, тоа беше се за ова видео. Садам дека имавте некој си ќе имате некој поголем увид во како стигнале до овие резултати, како го смислиле се ова. И ќе се видиме во наредното видео каде што детално мислам ќе видиме како всушност поставени се овие генски сегменти на кои хромозоми и така натаму. Тоа беше се за ова видео и ќе се видиме во наредното. Довидување.